Садак. Важно е Куманово. Почитувани гледачи, добро вечер. Продолжуваме со нашата емисија во потрага по вистинскиот збор. Вечерва имаме соговорник, односно соговорничка, писателка Олгица Дојчиновска. Таа воопшто не е случајно денеска гостин во нашата емисија, бидејќи и на масата се гледа во колку изданија е вклучена досега како автора. Веднаш да кажам, овде не се сите изданија каде што таа учествувала, каде што има неизини објави. Овде има само еден дел кој што денеска го представуваме за гледачите. Но за да го започнеме разговорот, од некаде треба да тргнеме. А ќе тргнеме од родното Куманово, родното место на Олгица. И моето прво прашање се однесува токму на родниот град. Потекнувате од Куманово. Колку време живеевте во родниот град Куманово? И што значи за вас овој град? Конвенционално прашање? Многу нешто значи. Многу нешто значи. Во Куманово бев се до 15 годишна возраст, кога завршив со осмолетка и се запишав во средно медицинско во Скопје. Куманово за мене представува детство, убав живот, игри, другарувања, пријателства. Се она што едно дете од кога ќе се роди и ќе осознае за себе, оти постои, еден период од животот прекрасно го имам поминато у Куманово. Така, едно подпрашање. Кога учевте во Скопје, во Средното медицинско училиште, патувавте или седевте постојано во Скопје? Седев, имав стан така. близу училиштето, Така. но секоја сабота и недела си одев дома. Затоа што некои велат дека Куманово е предградие на Скопје, Предградие. а кумановци па велат обратно, Скопје е предградие на Куманово. Малку се пошегуваме. Добро. Со ова прво прашање, родното место, родниот град Куманово, е поврзано и второто прашање. Кога ја забележавте љубовта кон книгата, кон читањето, кон пишувањето, и дали тоа се случи во основното училиште, во семејството, во градската библиотека? Кога и каде? Мислам дека се родив со љубов кон книгата. Така, така. Многу рано ги научив буквите. Со 5 годишна возраст јас веќе читав. Кога станав 6 години, се сеќавам многу убаво, веќе немаше што книгите, букварите од моите браќа, се тоа имав поминато. Мајка ми ме однесе во библиотека, немавме друг излез, да ме зачлени. По совет. Ја посоветува и отидовме. Прво не сакаа да ме запишат, затоа што бев многу мала. Колку години имаше? 6 години имав. Со 6 години. 6 години имав. Но со интервенција ме запишаа.
Фативте врска за да Фатив за врска, да те имав запишат. роднина што Се беше шегувам. значи вработена. Работен. И кога ме запиша, посреќна од мене немаше. Ги зимав книгите, на Сабајле, која земев книгата, до поручек беше прочитана. За деца тие се и мали книги, Да. но јас многу читав. И ја враќав поручекта за да земам друга, за да можам да читам. И утредната библиотекарката викаме, чекај, вчера ја зеде, што ја враќаш? Не, кога ја враќав, ќе се собера неколку библиотекарки што се на смена и ќе ми испрашуваат дали вистина сум ја Да прочитала. проверат. Точно. Дали се враќа прочитана или не прочитана книгата? Тие спомени ми имаат оставено многу убав печаток. Читав постојано. И во школа, и за распуст, летно време. Во двор мајка ми ќе ставеше едно отоманче, да речеме, под слива. Ке легнев мачорот до мене, тој преде, јас читам. Па убаво е И да се чита во природа, детството апсолутно. така ми поминало, прекрасно беше. Сега, кога ја спомнавте библиотеката, сакам, еве, вака јавно, пред гледачите да кажам еден многу позитивен пример, што јас го имам видено и доживеано. Една добра библиотекарка во училиште. На учениците што сакаат да читаат, постојано им даваше нови книги. Кога ќе враќа една книга, да им велеше оваа книга сега да ја прочитате. Ама таа точно знаеше, бидејќи гледаше во картончето, кои книги претходно ги има прочитано. Таа всушност создаваше читатели, ама создаваше и идни писатели. Затоа ова го кажувам. Сега, сакам да прашам, бидејќи спомнавте училиштето, библиотеката, семејството. Знам дека е тешко да ми одговорите, ама кој влијаеше повеќе на вас? Семејството или наставниците? Или библиотекарите? Знам дека сите помалку влијаеле, ама кој бил пресуден во оваа приказна? Сите помалку, но јас влијав на себе најповеќе. Лично? Лично. Зошто? Јас ги голтав книгите. Така. Значи, љубовта за читање беше но вродена. До Исконска ден би денес рекол. не помина. Браво, одлично. Так. Сега, бидејќи работевте, се занимававте и работевте во медицината, како што кажавте, завршивте Средомедицинско училиште во Скопје, зошто, ако толку сте сакале да читате, па не, индиректен начин да пишувате, зошто се определивте за медицината? Поради белиот мантил, поради тоа да помагате на луѓето, да ги лечите, или сите девојчиња сакаат да бидат или учителки или доктор? Ме збунивте со прашањето. Сум се прашувала и јас како дојдов во здравство. Па може би моќта која што ја дава здравството, восхитот при некои интервенции, може би луѓето што беа околу мене што носеа бел мантил, роднини и блиски, може би тоа беше и поидовно. Так. Сега прашање. Многу прашања има, ама едно по едно да се обидеме да одговориме на повеќето. Додека се занимававте, работевте во медицината, дали пишувавте, дали имавте време за творештво или само бевте повеќе читателка? Читав многу, помалку пишував. Ама важно... Но пишував. Пишуваш. Да, пишував и за време на школување. Имам добивано и книги, мислам. Награди. Како награда. Така да не ми пречеше работата во пишувањето ако имав инспирација. Што пишувавте? Поезија, главно?
Или? Поезија, да, поезија, повеќето поезија. Ајде да ве прашам, Олгица. Зошто поезија? Обично во литературата се влегува со поезија, потоа се преминува на проза, на критика, есе и драма и слично. Но некако сите влегуваат со поезија. Затоа што во поезијата има повеќе емоции, повеќе страст и исказите се пократки, по-лапидарни, појадровити. Точно. Душата си ја даваш во поезијата. Так. Во прозата не можеш толку да се искажеш колку што можеш во поезијата. Так. Сега почнав да пишувам поезија во проза. Так. Имам доста, мислам, авторски записи поезија Добро, во проза. тоа може би ќе произлезат утре и раскази, роман, новела, драма, не се знае никогаш. Есеи. Идејата ми е да промешам, ако може, поезија со поезија во проза. Да. Во некои. Па добро, тие се Затоа што сродни, имаат слични. имаат нешто заедничко. Заедничко. Да. Сега, дали имаат нешто заедничко медицината и книжевноста? Како ве тој спои? Колку се тие слични, колку се различни? Имаат во емоции. Во емоции. Во емоции имаат. Јас Кај вас, кај Олгица Дојчиновска, што превагнува медицината, книжевноста? Се борат тие, се судираат меѓу себе? едно време да, но сега веќе не. Веќе не, се помирија. Да. Се смирија. Се помирија. Едно време да. Кога работев, например, бев лаборант, Така. работев хормони, туморски маркери, едно друго. Се среќавав со пациенти со потресни судбини. Ситуации, да. А емотивна бев. Сето тоа ставаше трага. Апсолутно. И во поезијата, и Тоа во треба да го работата. доживеете, да го преживеете тоа. Апсолутно, апсолутно. Зашто вие истовремено боледувате со тие што болуваат. Да. А некогаш сте немоćни да им помогнете, да ги излечите. Или констатирате лоши резултати, не зависат од вас. Некогаш и со денови тоа чувство држи. Не спиете, не можете да може. јадете, не функционирате Вознемиреност, како во нормалниот точно, живот. Точно така. Точно Значи, трпите, преживувате стресови. Остава трага. Остава трага. Остава трага. Сега сакам да ве прашам, по овој период на активен живот, да речем, на работата, професијата, доаѓаат пензионерските денови. И вие тогаш се определувате за поактивно пишување и објавување. Сведоци сме и резултат на тоа и оваа ваша голема навистина активност. Во голем број зборници, групни изданија сте присутни со ваши творби. И тоа не само со изданија што се објавени кај нас, туку и со изданија што се објавени и надвор од границите на Република Македонија. Пишувате на македонски, ама имате творби што ги пишувате изворно во оригинал, да речем, и на српски јазик. Активни сте и на социјалните мрежи. Како да ги чекавте пензионерските денови, иако лично знам дека никој не ги сака толку многу пензионерски денови? Јас ги сакав. Ги сакав? Јас и пред време отидов во пензија. Браво. Да. Сакав. Релаксирана. Поради одмор, малку да се тргнете од дневните грижи, обврски проблеми? Бев преполна со условите на работа со време не се исти како кога си млад. Точно. Не се исти, така да посакав да си бидам дома. Не само условите, не само работните услови, туку и човечките ресурси и луѓето со кои што работите. Зашто доаѓаат други генерации. На тоа мислев. Ве разбрав, затоа точно. Затоа се метнав, се надоврзав. Ајде, кога говориме за книжевност, за литературата, што представува таа за вас лично? Дарба, релаксација, хоби или обврска, а може би и нешто друго? Љубов. Значи, со еден збор... Љубов кон зборот. Па,
што да прават тие луѓе што не читаат, што не пишуваат? Тие никош нема да ја почувствуваат љубовта? Или ја чувствуваат само... Не мислам на таа врска. Добро. Мислам меѓу... Добро. Не во професијата. Не во професијата, По животот. не во... мислам, љубовта кон зборот, изопшто, она што го чувам во себе, сакам да го извадам надвор преку зборот. Така. Тоа е тоа што ме држи. Не е хоби, не е... Хоби може да биде, па може и после да го нема. Да веќе интерес да нема за него. Значи, а за зборот останува интересот. Така, значи, зборот не само како артикулација, не само да се изговори, туку преку зборот и да се соопштат вистини, некои сентенци, некои мисли, некои размисли, некои слики, некои контрасти. Храна, значи душевна, односно духовна храна. Епа ние со олку книги и со олку творби треба да сме постојано сити, а не сме. И постојано уште читаме, уште пишуваме, уште работиме. Некогаш оставам јадење ако треба за зборот. Така. Така. Сега, имате објавувано во голем број зборници, тоа пред малку го реков, во заеднички книги од групи автори. Сакам да ве прашам, каков е тој групен активизам? Кои се неговите мани и предности? Да сте во една книга со многу различни песни. Некои поквалитетни, некои неквалитетни, и вие сте таму, ве бројат и вас, ве ставаат во една хетерогена, ајде не речам маса, содржина. Таа книга има некој заеднички наслов и се е таму слично, а многу различно. Припаѓате или не припаѓате, но од друга страна вие тоа сепак убаво и мило што сте таму. Дали е тоа неможност за самостоен индивидуален настап или пак и во тоа групно настапување, групно објавување, има дружење, има контакти, има соработка, па животот е побогат, бидејќи човекот нели не е асоцијално суштество. Сепак е упатено на други луѓе, на контакти и комуникација со други автори и можеби и овие групни објавувања, и овие групни зборници имаат и некоја позитивна нишка, што ја нема индивидуалната книга, самостојната. Ајде малку, ова што требаше да се каже. Ама од ваш агол ова да го прокоментирате. Запознавање на нови лица, на нови творби, теми, нови правци на пишување. Некои, да речеме, не може да се сретнат ако јас индивидуално објавувам, не можам да сретнам. Можам, но тоа е толку ретко што треба или на интернет да барам или да дојдам до некои автори, што еве ќе ми се допаднат кога има заедничка книга. Некои велат дека писателите се како масоните. Вели и тие сакаат да имаат тајни друштва, да се дружат по принцип на сродност. Се групираат. Се наоѓаат кучето и кучето, мачето и мачето, си наоѓаат блискости, сродности. И сакам да прашам, дали на овој начин, преку овие клубови, преку овие здруженија, преку овие групни објави, вие го зголемивте и бројот на лични пријатели, на собеседници, и дали веќе овој простор ви станува малку тесен сега во Македонија, па ве има се повеќе и во Црна Гора и во Србија, или во другите републики. За потребата да објавувате и да пишувате и ваши работи бидат објавени и во странство. За тоа сакам да ве прашам. Да, би сакала да бидат објавени, затоа што сакам да читам и туѓи, а сакам и да ме читаат. Така, апсолутно. Кога објавувам. Надвор од локалните граници. Да, точно така.
А убави се дружењата. Тоа останува спомени, запис на спомени е тоа дружење негде да се отиде на некое читање, да речеме. И така. Сега да не биде многу Убаво е. негативен и лош. Кај нас во Македонија, бидејќи има голем број на писатели, меѓу нив некои повеќе како да сакаат да шетаат, отколку да седнат и да посветат време и внимание на пишувањето, како чин. Меѓутоа, тоа е нивни индивидуален избор. Да, сега, тоа е избор, да не им судиме. Така е. Сега, сакам да ве прашам. Соработувате со поголем број автори, веќе рековте, од земјава и од странство, и активни сте во повеќе клубови и издруженија. Па ајде спомнете некој, издвоите некој. Еве на некој од гледачи да им дадем идеја каде тие да се активираат, каде тие да се вклучат, каде да се приклучат. на писатели во Куманово, да речеме од Куманово да почнам. Така, право. Од Прилеп, Така. Велешкото. Да, тоа се клубови Заеднички на писатели. шепотења од Скопје, исто така, ќе го спомнам. Тоа ми беше првично у кое што се зачленив. Здруженијето на просветните Просветните работници, работници, да. Во аеродром, Аеродром на Клубот. Мајгански, Јован што го води. да. Да. Така да, членувам. А во странство? Во странство Знам дека е неказано повеќето од во бар, од Црна Гора, да, повеќето во Црна Гора. Иначе учествував и во други, во хрватски, така. Така. Но некако интересот ми се намали. Така. Читам, пратам, но не објавувам. Добро. Сега доаѓаме полека и до вашите посебни самостојни книги, покрај зборниците. Може после се навратиме малку и на зборниците, но сега да кажеме нешто повеќе за вашите посебни книги. Значи, имате објавено прво книгата Скала од копнежи. Така. Оваа книга, Скала од копнежи, вие се разбира, повеќе ќе проговорите за нејзе. Јас само барам годината, објавена во 2021 година. Во оваа книга имате над 40 песни, вака по слободна проценка, кој што гледам. И на крајот од книгата има и поговор. Текст, така? Рецензија. И, На почетокот е текстот. и на почетокот Да. има еден предговор, кој што, еве, може би го појаснува и она што пред малку беше кажано од ваша страна за љубовта. Љубовта е таа што ги носи до пирите и ја брише контролата на желбите. Не лажна, не сечија, само таа што ги владее мислите и го раководи срцето. Прецизно и точно. Ама, бидејќи нашата емисија трае 45 минути, треба да исполниме со малку повеќе зборови, па сакам за оваа книга и малку авторот, односно авторката, да ни каже која е и каква е таа скала од копнежи, по која што Олгица Дојчиновска се искачувала. Колку време се искачуваше, колку време ги создаваше овие творби, да ги објавиш, да ги вкоричиш. Копнежи, да. Така. Да. Колку е тоа долго? Колку е Неколку долго. години? Да. Едно 6-7 години сигурно. 6-7 години, така. И, како и секој автор, и вие посакувавте, чекавте тие песни, ваши, интимни, лични, што ги пишувавте, може би во тетрадка, може би на посебни листови, да бидат вкоричени во една книга, обединети, значи, заедно. Тука имате песни, пишувани и на македонски,
и на српски јазик. Двојазична, да. Двојазична е оваа Не книга. истите преведени, но се различни Да. по содржина. Еве вака за гледачите само ќе кажам некои од насловите на тие песни. Мисловна стихувалка, преградка, сончев зрак, небо и земја, мислата моја, магија на допирот, патот на лавата, зошто, танцот на сонот и слично. Доминира љубовта. Љубовта, да. Љубовта кон жена, маж или воопшто љубовта? Љубовта кон природата, љубовта кон татковината. Па тука се спомнува и природата и се, но во контекст на маж и жена, да речеме. Значи доминира Доминира, да. Исконот доминира. исконот. Природата, она што е, да. што е природа. Сега, за оваа книга има рецензија поместена, објавена на крајот од книгата, во која што се вели: волшебната моќ на љубовта не води низ едно несекојдневно патување, со кои емоции ќе минеме низ стиховите, кои имаат изобилство на чувства, авторови, животни копнежи, надежи, тага. Да им се препуштиме на авторовите записи и заедно да отпатуваме таму каде што светот е се она што ние досега не сме го запознале. Ќе станеме побогати за многу сознанија, нови искуства, мелеми на својата душа, една поинаква духовност, себе спознавање и ослободување од многу наталожени таги кои не му се потребни на нашето срце. И така натаму. За на крајот, ова реченица ја издвоив, да се каже дека оваа книга, оваа поезија, истовремено и не само поезија, туку и драма, роман, филм, музика, уметност. Навистина убаво кажано. Јас ќе си земам слобода, бидејќи сум и уредник и водител на оваа емисија, да кажам дека вие сте сериозен и добар автор, од кој што јавноста допрва може со право и слободно да очекува и нови книги, и нови теми, и нови изрази. Бидејќи сте автор кој што е немирен, љубопитен и постојано истражувате, постојано сте незадоволни од постигнатото и јас токму затоа и ве поканив во оваа емисија, бидејќи се издвојувате од големиот број автори и сватете го ова како писател на писател, како писателска поддршка. Благодарам. И сега ми значи. Да отидеме малку и на вашата втора книга. Тоа е книгата Разбој на времето. Так. Еве можат гледачите да ги видат и кориците на овие две книги. Разбој на времето. И самиот наслов асоцира на ткаење, на ткаеш. Вие постојано ткаете, значи имате предиво. Животот се ткае. Животот ткае. Ако немате предиво, Да, нема со што да ткаете. така е. Значи, вие постојано ткаете, постојано сте наведнати над разбојот на времето и, дај Боже, тој разбој на времето постојано да биде активен, да ткае, да биде делотворен и благотворен. Сега, за оваа книга, сакам нешто да ми кажете. Продолжувате со поезија, но овде и со поезија во проза. Во проза, да. Значи, како пред песни на циклусите, Так. имате објавено песни во проза. Так. И тоа е она што реков, дека истражувате и полека не сте само поет, туку помалку станувате и прозаист. Во првата таква песна во проза, кратка е, затоа ќе си дозволам и да ја прочитам. Зад копрена од копнежи, љубов сокриена тече низ зениците и се полни времето со тивки внатрешни треперења.
Со магија од букви се нижат нишки од зборови на разбој, кој ги ткае записите на душата. Преку спомени, со дланки искаени, зборува времето и звони тишината во сите бои на виножито. И кога дланките ќе престанат да ги редат боите на молкот, небото, со неговиот разбој, ќе продолжи да ја ткае ноќта во сон за идниот ден. Навистина, убаво влегување во книгата, убаво кажано. И авторката... Морам да напоменам, книгата е со некои грешки, така да Добро, ја повлекуваме и наново ќе биде објавена, да. Така, добро, се случуваат технички грешки, но точно така. ништо не е непоправливо. Значи, посебно книгите, како изданија, имаат можност да бидат препечатени, преобјавени. Некогаш поради една грешка, некогаш поради повеќе грешки. Но, како и да е, овие две книги се напишени и објавени, а авторката сигурно има материјал, творби, песни за многу уште повеќе книги, кои што чекаат да дојдат на ред и да го здогледаат светлото на денот, како што се вели. Сега сакам да прашам, поврзано е со претходното, што пишувате сега? На што работите во овој момент? Вчера, денес, пред некое време, не што планирате? Што конкретно создавате, пишувате? Повторно љубовна поезија или... Ја не можам да кажам што, затоа што ќе извира од мене, тоа ќе го запишам. Так. Записот е изворот. Изворот е записот. Каков ќе биде животот. Да, баш така. Да, ама во тие тематски зачекорување и исчекорување авторот некогаш повеќе преферира љубовта. Друг пат повеќе ги преферира тие татковински теми, да речем патриотски. Друг пат па повеќе инклинира, значи отклонува кон урбаното. Трет пат се враќа, да речеме, кон руралното. Некогаш може би оди кон метафизичкото, кон филозофското, кон другите уметности. Може сликарството да му биде предизвик. Може филмот, може театарот. Зашто ние зборуваме за една целост. Писателот не живее под стаклено звоно и не е тој само пишува песни. Од каде ќе ги пишува тие песни? Ако не биде во природата, ако не биде меѓу уметностите и ако постојано не биде активен, не живее, не размислува и не го бележи тоа што го размислува. Сега, во кој свет сте сега? Мојот ум постојано работи. Да. А во кој филм сте сега во овој период? Во кој филм сум? Имам доста поезија во проза. Сакам да дополнам. И ако може, поезија во проза да извадам книга. Имам доста пишувано духовна поезија. Исто така сакам да... Јас сакам малку да се задржиме сега на овие два сегмента. Песни во проза во Македонија има многу малку да пишено и објавено. На прсти може да се избројат авторите, но ги има кои што создале и публикувале песни во проза. Дури објавени еден изборен антологија, што ја направи колегата Петко Дабески, само антологија на песни во проза. Бидејќи тука има постојано различити гледања, различити толкувања за тоа што е песна во проза и што превагнува, што доминира. Дали лирскиот или наративниот дискурс. Дали се тие повеќе проза и раскази или се
повеќе песни, ама јас во секој случај сум за тоа првото. Тоа се песни, Песни. само што формата име, структурата Точно. име прозна. Точно. Сега, зошто песни во проза, а не песни во стихови? Ајде, авторката, сигурно те размислувале, зошто ги пишувате во проза, а не во стихови? Затоа што во проза не се обраќам директно, но чувствата ги изразувам како што доаѓаат. Така, како тоа што го прочитав А пред малку. песната ја посветувам на една личност, да речеме. Така, така. На едно нешто. Да, и Имам обраќањето цел. е- Имам цел. Да, така. Овде немам цел. Само она што го чувствувам, тоа го пишувам. Така, значи овдека фактички немате директно именување, Да. малку воопштено, но Да. и есеистички. Песните во проза имаат повеќе есеистички нишки Да. во себе, отколку класичните песни Точно. со стихови. Сега, спомнавте нешто пред малку исто така мощне битно. Пишувате духовни песни. Што е за вас духовност, односно духовната поезија? Вие се навраќате на религијата, на Бог, на нешто што е свето, нешто што е исконско. Кога ги пишувате духовните песни и зошто ги пишувате? Еве вака, не ве обвинувам, напротив. Вдахновена Ви честитам за тоа што го правите. Со духовното. Така. Потекнувам од аџиска фамилија. Така. Прадедото и прабабата на времето биле во Ерусалим. Така. После 3 години повторно се враќаат во Ерусалим. Значи биле на Аджилак. На Аджилук биле, бабата била бремена, останала и отишла да се заблагодари на Богородица. И се враќаат назад, се раѓа баба ми, Така. ја крстат со име што и го дал попот од Ерусалим, Многу интересно грчки е поп. ова. Теофанија, инаку се викала баба ми. Необично име. Да, Теофанија. и кога се вратиле, баба ми кога направила 3 години, повторно одат на крштевање во Ерусалим. Таа е крстена и тука, И и е таму. крстена во Ерусалим. Многу раритетно, многу необично. Така да имам фамилијарна, би Жица. рекла со здравствен израз, анамнеза. Анамнеза, да. Да, Да. фамилијарна. Значи, фактички, генетски сте поврзани со духовност. И таа произлегува од вас, природно, физички, а не... Тоа е во мене, јас ништо не правам во однос на тоа, мислам. Кога ќе дојде некој празник, нешто, ми доаѓаат. Чувствувате потреба за Да се искажам да на се тој искажете, начин. Да. да се обратите по тој повод. Так, так. Убаво е да има слави, да има празници, луѓето што повеќе да се дружат, што повеќе да се гледаат, да се слушаат, да разговараат. И навистина во вашите духовни песни, кои што јас ги прочитав веднаш да кажам, преку тие песни всушност човек го запознава и авторот, бидејќи се што пишува писателот, 99% е автобиографско. И во тие духовни песни посебно може да се открие, да се детектира и да се прочита Личност, точно. авторот и неговите лични размислувања, просудби, емоции. И мислам дека таа духовна поезија влијае делотворно, благотворно, позитивно и кај читателите. И треба што почесто мислам, да читаат духовна поезија. Се трудам за како секој поента. празник да објавам по нешто така. Така. Сега, сакам уште неколку прашања да ви поставам. Рековте дека имате напишано повеќе поетски книги, кои што сакате и чекате наскоро да бидат објавени. Хајде малку кажете ни
и мене и на гледачите колку се тие книги, како брои, 2, 3, 5, евентуално некои наслови од нив. Знаете за ова зашто ве прашувам? За да ви создадам обврска. За поскоро, кога ќе кажете, и да ги подготвите и да ги објавите. Многу сум лоша со обврски. Ризично е да се вети нешто. Ризично е да ветам, но 4-5 сигурно би имала за да објавам. За да објавите. Но сега скоро не ветувам. Една-две може ќе дојдат. Значи да чекаме прво оваа книга да се преобјави. Да се преобјави и уште две можеби Можеби, ќе дојдат. така. Поезија во проза и духовната поезија да дојдат. Одлично, добро. Да. Сепак, Така да сепак ветувањето е за 3 книги, тоа не е мало, тоа е добро. да. Значи, духовна поезија да очекуваме од Олгица Дојчиновска, но да очекуваме и книга со песни во проза, цела книга со песни во проза, и да очекуваме ново издание на Препечатување, Разбој на времето. Разбој на времето. Сега малку сакам да прошетам заедно со вас Ајде. низ овие книги, зашто овие книги овде не ги донесовме случајно. Па јас еве вака ќе листам. Овде има една обемна и сериозна книга. Книга што е поврзана со двете реки. Со Сава и со Дунав. Насловот е таму каде што Сава го љуби, односно го бакнува Дунав. Меѓународна антологија. Во оваа книга има голем број автори, добро е што има и од Македонија, покрај авторите од другите републики на поранешна Југославија, но има и од странство и автори надвор од Југославија. Понатаму, уште една книга со наслов Сава Мала, тоа е една населба во Белград, а наднасловот на оваа книга е Поетскиот октомври во Белград. Да вистина, исто така е една необична книга, веднаш да кажем дека оваа населба Сава Мала сега е всушност Белград на вода. Значи, една стара и несредена населба се претвори во населба на луксузот и населба на престижот. Сега овдека имаме повеќе изданија од некажано, тоа е од Црна Гора, од Бар. Таму е редовно учествувал нашиот пријател Лабут Лончар, кој што навистина има сенс за соработка со Македонија и со македонските писатели. Тој организира фестивал, меѓународен фестивал во Бар. Постојано го издава списанието некажано, но исто така тоа е само дел од книгите. Неговиот фестивал во повеќе изданија прави избори со наслов Поет светилник. Значи поети светилници. Сега, јас малку ќе протрчам сега со овие други изданија. Поетите пеат од група автори. Сите денови на поезијата. Мојот прак, исто така заедничка авторска книга. Црно-белиот бал на цвеќето на мирот, Живко Поповски Цветин. Поетско Маркукуле, манифестација во Прилеп.
Кумановска симбиоза, исто така заедничко издание. Скопјанката Света Мајка Тереза. Чест и слава на Скопје, исто така поврзано издание, посветено издание на Мајка Тереза. Хероите на Македонија. Песнопојност. Збирка песни од конкурсот на литературното друштво браќа Миладиновци од Торонто. Навистинено прекрасно издание. Графички изгледа и печатарски изворедно. Ова е Хероите на Македонија. Првата книга, како што ја представивме пред малку, и втората. За денот на детето. Празниците во стих. Еве тоа што пред малку зборувавме за духовната поезија. Поезија за Македонија. Заедно за Скопје. И ова е интересна и значајна книга, посветена на градот Скопје. На земјотресот се пишуваше. Така. Литературна симбиоза. Го љубам животот. Широк сокак. Меѓународна антологија. Битола. Значи го имавме Прилеп, Куманова, ја имаме Битола. Љубов. Од бадник до бадник. Еве повторно празниците. Светиите наши. Еве повторно духовноста. Празници, традиција и обичаи. Уште една книга, интересна за гледачите и читателите. Денови на поезијата, почит, љубов, доверба и само доверба. Представивме преку насловите голем број изданија. Дали се овие изданија, овој така наречен, јас така го нарекувам, групен литературен активизам, дали се резултат на конкурси, на конкретни нарачки, ви се јавуваат и велат за таа и таа тема, имате ли творба, пратете ни и слично, или некои од овие изданија се можеби иницирани и од конкретни средби со други автори, како клуб, како здружение, па низ разговор, ајде да направиме по тој и тој повод такво и такво издание. Знам дека и едното, и другото, и третото. Некои се целни, да речам, со насловот се целни. А некои не се целни. Така. Слободно пишување, така да... Еве сега на крајот, уште да ве замолам да ни оставите една трага, да ни се подпишете со една од овие бои, бидејќи дојдовме до крајот на емисијата. Изберете боја. Обично жените избират црвената, таа ја викаат боја на љубовта. Значи овде Олгица Дојчиновска. Печатено или како? Може. Печатено. Слободно. А на другата страница ќе напишете на ваша порака, на ваша мисла или стих, бидејќи овие листови, овие свитоци ќе бидат дел од изложбата на учесниците. Овдека горе мислата и долу скратено ќе се подпишете. Прочитајте што пишувате. Мисла, добро. Зашто јас од другата страна читам наопаку, па потешко ми е. Лета низ етерот. Дака, мисла, лета низ етерот. И со збор. И со збор. Е сведок. Е сведок. На исконот. На исконот, одлично кажано.
3 точки и оде скратено еден ваш подпис. Добро. Толку? Толку и се ќе ви земам фломастерот, ама ќе ви честитам со рака, Фала. со говорничката. Добро. Фала ви, да ве Ја издржа поздравам, ова ја издржам. емисија со многу прашања, ама Благодарам. Благодарам. ми беше задоволство. Мене исто така.